Почитувани граѓани, по вчерашната пресконференција на Министерката за финансии, на оваа пресконференција ќе дадеме прво согледување на ребалансот, кој секако детално ќе го анализираме во собранието. Денес ќе одговориме на сите небулози кои што ги слушнавме вчера, но и кои во континуитет ги изборуваат од ВМРО-ДПМН. Прво во однос на буџетот. Со буџетот се предвидува буџетски дефицит од неверојатни 4,9% и покачување на јавниот долг на 68%. Само овие две бројки потврдуваат дека ВМРО-ДПМН има намера да ја води државата во погрешен правец. Уште со првиот ребаланс, ВМРО-ДПМН го руши она што макотрпно го градевме во соработка со меѓународните финансиски институции, а тоа е стабилен и одржлив финансиски систем. Во 7 години владење, од кои 5 во ковид и економски кризи, СДСМ успеа да го намали буџетскиот дефицит на 3,6% и да го намали јавниот долг до 55%. Сега ВМРО-ДПМН го покачува дефицитот за цели 36%, а јавниот долг на ризични 68%. Овој процент на јавен долг е спротивен на мастришките декларации и сериозно ќе го наруши кредитниот и финансискиот рейтинг на земјата. Јавноста треба да знае дека и покрај сите апокалиптични економски години низ кои што ја водевме државата, успеавме финансиски да ја консолидираме. ВМРО-ДПМН со овие буџетски политики ќе направи хаос и ќе создаде зависност од кредитирање. Не постои ниеден сериозен финансиски експерт или макроекономист кој овој ребаланс го смета за оправдан. Одиме понатаму за да им кажеме на граѓаните што не предвидува овој буџет. Овој буџет не предвидува покачување на платите и не предвидува почитување на колективните договори. Работниците извисија, тие се неважни за ВМРО-ДПМН. Една од најдобрите политики на СДСМ која 7 години и ќе потенцирам во време на економско цунами доследно ја спроведуваше, ВМРО-ДПМН ја фрла во вода. И тука сакам да ја разобличам манипулацијата кои секој ден ја повторуваат како немало пари во буџетот и велат и покрај тешката состојба ќе обезбеделе плати. Замислете, им се ветува на луѓето дека за гарантираната плата, која никогаш во последните 7 години не била доведена до прашање, тие ќе ја обезбедат. Какво подценување и манипулирање? Им порачувам на работниците да не дозволат ваква манипулација. Единствена причина зашто ова го прават е да ги натераат работниците да се помират дека покачување на плати нема да има, да бидат стрекни што воопшто земале плата. Ова е жално и подценувачки за работниците. Не само што нема проблем да се обезбеди плата, туку да беше СДСМ на власт, во првите 100 дена ќе беше покачена минималната плата и ќе беа исплатени сите плати со покачување согласно подпишаните колективни договори. Тоа што нема пари за работниците е до приоритетите на владата, не до буџетот. За СДСМ стандардот на граѓаните беше и е на прво место. Сега да одговориме на нападите кои вчера, но и во претходните денови ги слушавме. Првиот напад и лага е дека душмански се трошело, фалеле 500 милиони евра од буџетот, зашто ќе имало одговорност. Неуспешен обид да се исплашат граѓаните колку е лоша состојбата. Велат се оставиле долгови или непредвидени плати како прв пат да седнуваат во влада. До моментот на изборите, ако отидете на отворени финансии платформата за транспарентност која што СДСМ ја воведе, ќе видите дека за сите трошоци се предвидени средства. Ниту еден денар не фали. Ова што ни го сервира ВМРО-ДПМН е само за политички потреби. Ниту е точно дека снемало пари, ниту дека не се знае каде се. Обвинувањата дека институциите ќе се занимавале со ова се паушални и без основа. Причината за ова однесување на ВМРО-ДПМН е многу очигледна. Прво, како што напоменав, да создаде перцепција дека СДСМ направил некаков хаос и граѓаните да се помират со тоа што пари за нив ќе нема. А второ, да се создаде алиби за кредитот од Унгарија, како инаку ќе би се оправдал овој финансиски колапс во најава. Понатаму, апсолутна лага е дека немало предвидено плати или институции немале да земат плата. 7 години во 3 кризи владата на СДСМ обезбедуваше плати и редовни покачувања,
Обезбеди 9 пакети антикризни мерки, истовремено намалувајќи го и јавниот долг и буџетскиот дефицит. Во секој ребаланс после избори е нормално да се прераспределат средства, а плати за вработени во јавен сектор никогаш не се доведуваат во прашање. Парите не се предвидени затоа што бевме во изборен процес и не сакавме да направиме изборен подкуп за што бевме сведоци во минатото. Но за да докажеме дека не ја зборуваат вистината, одете на расходната страна на Министерството за транспорт, кое е ресорно министерство на железници и пошта. Институциите за кои велат дека нема да земат плата. И нека објаснат како. Со намалување за 100% на буџетот предвиден со ребалансот, ќе одговори на потребите на работниците. Намален е буџетот тука од 18 на 9 милиарди, но плати ќе се обезбеделе. Седната лага е дека економијата е во клиничка смрт. Ова е најголемата лага. Има економски и финансиски индикатори кои јасно кажуваат во каква состојба е економијата. Тоа не е прашање на произволна оцена на било кој политичар. Економијата е во добра состојба и се закрепнува од економската криза и инфлацијата. Имаме директни инвестиции двојно повеќе од времето на ВМРО ДПМН и тоа баш во време на криза. Имаме покачување на плати за 3 пати, имаме намалена невработеност на речиси под 10%. Па наедноставно е да се види каква е состојбата, статистика со потрошувачката кошничка. Со ВМРО ДПМН беа потребни 4 плати за основните производи, со СДСМ 2. Ова е тоа што треба да се дефинира во каква состојба е економијата. И ако велат дека е економска смрт, еве нека одговорат како со намалување на средствата за поддршка на компаниите по основ на законот за финансиска поддршка на инвестициите ќе помогнат на наводниот колапс и клиничката смрт на економијата. Дали тоа нема да биде дополнителен поттик да крахираат тие кои се охрабриле да инвестираат. Во време на кризи владата исплати 100 милиони евра за компаниите, само минатата година 40 милиони евра поддршка во криза. За крај имаме едно прашање. Сведоци сме на ревидирање на проекциите за раст на БДП од првично планираните 3,4% на 2,1%. Зошто министерката не кажа колку е ревидираниот БДП, зошто го кријат податокот, дали потврдуваат дека не очекуваат раст, а се представуваат како влада која што ќе поттикне раст. Дали она што наводно им е примерна цел, со овој буџет нема да го постигнат. Примерот Мицковски објави дека 250 милиони евра ќе бидат насочени кон општините за инфраструктурни проекти и дополнителни 250 милиони евра за поддршка на стопанството преку задолжување во 4 очи од Унгарија. Освен тоа, со овој ребаланс се предвидуваат уште 100 милиони евра за локални инфраструктурни проекти. Но и покрај овие најави и ветувања, владините макроекономски проекции покажуваат намалување на растот. Како е можно 600 милиони евра кои се представени како директна поддршка за економијата да не се препознаваат во проекциите за БДП? Каде исчезнуваат овие пари? Намалувањето на проекциите за раст укажува на несигурност и сомнеш во сопствените способности за реализација на ветеното. Како конструктивна опозиција и на комисиската и на пленарната расправа во СДСМ и коалицијата, со сите своји аргументи, факти и бројки ќе се спротивстави на овие погрешни економски политики на ВМРО ДПМН. Ви благодарам.